интересни теми. Овој пат во однос на предстојниот фестивал Конопфест, кој што треба да следува, наш гостин Елена Митровска од Сдруженијето Билка. Најпрво добар ден и добри дојде, Елена. Добар ден и од мене, ви благодарам за поканата. Така, зошто ќе продискутираме конкретно за Конопфест? Верувам дека на поголемиот дел од граѓаните им е веќе добро познато за што се залага Сдруженијето Билка и секако кои што се стојат фактички зад овој фестивал. Но ајде најпрво од тебе, како едно интро. Како започна идејата и еве колку сте задоволни со текот на времето, како се развива за еден ваков фестивал? Па, Сдруженијето Билка е оформено веќе оваа година, правиме 2 години. Значи, станува збор за веќе сериозна организација. Идејата почна уште од пред неколку години. Ние сме, да речеме, група од индивидуалци кои сами по себе биле се залагале за каузата, односно легализација и декриминализација на канабисот. И дојдовме на идеја дека треба веќе да се регистрираме и малце помасовно и посериозно да пристапиме кон оваа проблематика. И како такво здружение решивме да го превзимаме Конопфест, кој веќе пред да биде во организација на Билка беше еднаш аматерски организирано и на наше задоволство двајца од основачите на Билка беа дел од таа организација пред неколку години, тоа ми се чини 2015 беше првото издание. Целите на Билка се веќе општо познати, јас ќе спомнам и на кратко, значи декриминализација на канабисот, промена на постоечките закони во поглед на употребата на канабисот за медицински цели, декриминализација за рекреативна употреба, буквално би рекла поголема либерализација на употребата на канабисот, бидејќи самото растение или коноп, познат за постарата популација, бидејќи веќе кога ќе им спомнете коноп по друго ја гледаат целава работа. Значи, една поголема либерализација и едукација на населението што представува канабисот и дека не е толку опасно растение колку што е сатанизирано во, да речеме, 80 години од минатиот век. Елена, со оглед на тоа што се уште една табуизирана тема канабисот, неодамна разговарав со едни случајно колеги од Белорусија кои што ми рекоа за убиство во Белорусија се оди 2 години затвор, за пола грам марихуана се оди по 10 на 15 години затвор. Ние не сме Белорусија, меѓутоа колку од онаа првична стигма која што имаше во нашето општество со кога ќе се спомне канабисот, сега малку по-слободно се разговара на оваа тема и за придобивките, но и за сите оние кои што ја критикуваат оваа тема. Во поглед на правната регулатива ништо не е променето. Значи ние затоа и се уште така не постоиме, него се уште наложуваме на тоа дека потребна е стварно итна промена на постоечката законска регулатива. Во тој поглед се надеваме, ете да речеме дека веќе ќе почнеме со промена на законите. А во поглед на генералната слика општественото, бидејќи го спомнавте затворот во Белорусија, затоа не сме до толку ние, меѓутоа да, построго се одредува притвори за лица кои се, да речеме, рекреативно употребиле, се фатени од страна на полицијата. Во поглед на општеството, бидејќи сум не само како дел од здружение, него индивидуално веќе години наназад се залагам за либерализација, би рекла дека сме повеќе чекори напред, меѓутоа треба се уште работа. И затоа сме ние тука како Билка и останатите здруженија кои се залагаат за оваа проблематика, за се со цел да нели малце приближиме кон народот што всушност представува канабисот. Елена, зошто декриминализација? Па зошто декриминализација, а не легализација? Тој правен дел би го ставила повеќе на меѓутоа како генерална идеја. Генерална идеја, првенствено кај нас, декриминализација значи дека повеќе, односно за рекреативната употреба на канабисот не би представувало кривично дело до одредена грамажа и со самото тоа не само што би можеле по-слободно да ја употребуваме билката, тука и од економска гледна точка и од многу, како да ви обяснам, аспекти има бенефит. Да почнеме од декриминализација, па да
се развива. Чекор по чекор, да, сепак не би завземале некој поголем залог, бидејќи промените одат малце побавно, меѓутоа јас лично и ние од Билка веруваме дека ќе успееме во тоа што сме го намератили. Се сеќавам кога во еден пакет реформски закони во Уругвај, тогашниот председател 80 и нешто години Хозе Мухика, еден од најлибералните, го легализираше канабисот. Неговата идеја беше: не е наша цел ние од општеството да создадеме джанкери, туку да знаеме колку се конзумира, нели, како што самата рече, една одредена граница, и да знаеме секој кој што ја поминува таа граница, државата да може да му пружи помош. Тоа е нашата цел. Значи, декриминализација или легализација не значи дека одеднаш општеството ќе ни стане наркомани, една малце погрешна слика има за што значи тоа ако биде под контрола на државата. Значи, првенствено имате квалитет на производ кој би го употребувале. Самата држава би имала бенефит, бидејќи би се оданучила употребата. Значи, нашите цели веќе ги имаме истакнато, не само во медицинската употреба, него и избориме за слободно лицата кои имаат потреба, медицинска потреба, да би можеле сами да одгледуваат и сами да произведуваат лек кој на нив би им помогнал. Значи, ма така и државата би ги имала бројките. Па тоа сакам да ви кажам. Значи, легализација и контрола на државата значи контрола на квалитетот кој ќе го употребувате, бенефит за самата држава, а и кога самата држава ќе има бенефит, тоа би требало да го сетиме граѓаните, бидејќи сите тие средства нели очекуваме да се инвестираат во едно општествено добро каде што сите би имале некоја придобивка. Да, така. Ирана, според тебе, еве вака како ти изгледа до каде сме во односно, еве како општество, затоа кажав множината, и еве вие како здружение, залагајќи се. Прашањето ми беше до каде сме во разбивањето, како што може да се каже во однос на вашите настапи, на табуата за канабисот. На добар пат да ги прекршиме, мислам дека. Така? Да ги скршиме, заради тоа што еве од минатогодишниот Конопфест ги следевме реакциите по нормално во прва организација ни беше, се беше ново, не знаевме како ќе се одвива, какви реакции ќе имаме после тоа, каква посетеност. Многу ми е мило што буквално на социјалните мрежи прочитав прво многу позитивни коментари за Конопфест и сретнав луѓе кои, верувате, мислам дека не очекував дека ќе ги видам на таков настан кој отворено зборува за канабисот. Идеме натаму, меѓутоа се уште мислам дека како менталитет сме малце позатворени во поглед да и веројатно треба повеќе време да се ги отвориме нашите хоризонти, да. Меѓутоа затоа и постоиме ние. Повеќе би рекла, еве, допревме до постарата генерација преку медицинската употреба, меѓутоа се уште има по старата генерација кои го гледаат строго само како за медицинска употреба и дека се останата употреба на канабисот представува употреба на дрога, буквално. Да. Ајде малку повеќе околу овогодишниот фестивал. Да. Генерално, значи, во што ќе биде поразличен? Ете така првично прашање, во што предвидувате, односно идеите ви се да биде поразличен од тој ланскиот? Ланскиот беше прва наша организација и не сакавме да земеме еден така поголем залог, бидејќи колку и да сме организација нели сериозна и професионална, сепак таков вид на организација беше прв пат за нас. Минатата година беше само музички дел, значи еден стејдж. Оваа година одиме и со ново име, значи. Оваа година мотото, кое ќе биде мотото? Билката што живот значи. Оваа година идеме во едно проширено издание. Значи, лани најавив дека оваа година планираме Конопфест да биде во едно подруго издание, со тоа што ќе има оваа година два стејџа, каде што едниот стејдж ќе биде посветен на едукација. Значи, освен музички забавен дел, значи забавен и едукативен. Едукација во поглед на од правна регулатива, права и обврски на граѓаните, што доколку би биле фатени со канабис, кои се нивните права, како да постапат, како да си помогнат во поглед на медицинска употреба. Затоа понатаму би, се уште сме во фаза на подготовка и стејдж каде што ќе има бенд, музика и се надеваме добра забава како лани. Ги очекувате најверојатно
по она што спомена, ако имало задоволство кај вас од постигнатото од претходниот фестивал, дополнително сметавте ли дека е потребно, еве, ако стартниот дел беше во однос на забавен музички, како ланскиот, сега е дека потребно проширување и со едукативен дел? Апсолутно. Концептот на нас, се извинам, не е само поентата вие да направите забава и тоа да биде си поминав супер на Конопфест, тоа траеше дента и следниот ден, нели, 2-3 дена можеби нас не држеше енергијата позитивна, меѓутоа целта наша е не да им пружиме само задоволство на краѓаните си поминат убаво еден ден во паркот, него и да биде точно, него целта е да бидат поедуцирани во поглед на канабисот, за да можеме ние сите заедно кога имаме барања, да бидеме помасовни во нашите барања, да сватат дека апсолутно канабисот не е одскочна даска за, нели, потешки дроги, како што е веќе стигматизирано од претходниот век и претходниве години. Така да тоа е целта. Апсолутно сметам дека не само едукативниот дел во поглед на Конопфест, ние организираме и трибини од правен карактер, од медицински карактер, од економски карактер. Значи, конопот, канабисот како растение има широка употреба. Добро, и тука нели влегува еден дебатен неформален дел каде што секој би се не само во склоп на еден фестивал или ваков настан еднаш годишно, него туку да биде во текот на целата година, да, апсолутно сметам. Останува истата локација градски парк градски парк Школка и вториот сече на стадионот делот Вембли се вика, во парк, 24 април, тоа е светски ден на канабис. Има и приказно 420. Да, ајде малку околу ова интересна приказна. Значи, целта зашто ние, нели, го земавме во наша организација Конопфест е со цел и да биде да се придружиме кон светскиот тренд на прослава на тој светски ден на канабис. Значи, 24 ден каде што во светски рамки се прославува денот. Дали преку протестни маршови, преку настани од овој вид како Конопфест, преку едукативни семинари, предавања. Активизам на различен начин, така. И ете ние сакаме да се придружиме кон тој светски тренд на прослава. Не само да се приклучиме на светскиот тренд, него тоа го видовме како можност да, нели, начин да, ете, денот да го земеме како ден каде што ми пружеле на граѓаните не само добра забава, него и едукација. Се сеќавам на минато годишниот и нам беше Конопфест, поддршка изразија младите од Либерално-демократската партија, Лидем. Подмладокот на Лидем годинава има веќе некој кој што јавно изразува поддршка. Мислите од поглед на партии или од поглед на организација, па зошто да не и партии? Подмладокот на една партија која што не е толку голема, доби за поддршка на Конопфест или чисто да, поддршка на кауза. Си уште не би сакала, малце е рано да зборувам за... Не зборуваме во име на спонзорства и финанси. Не, воопшто, да, општо би сакала да, кога ќе имам еден оформен проект и пакет, би сакала тоа да го изразиме во јавност. Не би сакала сега да... но и еве би се надоврзала генерално земено и за Конопфест и за вашата кауза. Добивате ли твој впечаток? Добивате ли доволно поддршка од било која организација, индивидуи? Значи, соработуваме, еве имаме со ХОПС, ХОПС, со други невладини организација Маргини. Доволно ли се вклучени невладините, да речеме, исто така, еве, твое гледиште, доволно ли се вклучени невладините во поглед на каузата? И во поглед, на каузата, еве, примерно. Мислам дека сите колку сме во можност, се трудиме. Да, сепак тука мислам дека треба малце да имаме и повеќе слух од државата, би рекла, каде што би... Се уште е табу тема, како што спомна Владко, и во поглед на кога би сакале да направите нешто, ви требаат средства за тоа, се уште канабисот е тема која е табу и која се уште нема слобода да се почне, ме разбирате? Во тој контекст не ми е целта сега да те виктимизирам. Меѓутоа кога еве една млада успешна девојка пружа активизам кон една ваква кауза, се среќава со најразлични возрасти, луѓе кои што растеле во еден друг систем, па за нив ова е неприфатливо. Се наоѓаш ли себе во ситуација да веќе не знаеш на каков начин да им го доближиш ставот, зошто канабисот има своји придобивки или не?
Искрено, се помоци се среќавам со такви луѓе, бидејќи како што кажав, од многу одамна сум инволвирана лично во либерализација и декриминализација на канабис. Има голема разлика, меѓутоа искрено сега многу ретко. Да, пробувам на некој начин преку медицинската употреба, преку да ги едуцирам на некој начин од тоа што јас го имам научено, меѓутоа лично многу ретко. И каков е фидбекот? Претпоставувам дека барем со оние кои што не може да се согласат. Не знам, еве кога ќе им кажете, доколку сметате дека маслото е лек, а помала количина на ТХЦ не е, зошто не би ја дозволеле употребата. Сепак зависи со кој тип на луѓе разговарате. Но старата генерација е таа која се уште и треба малце повеќе едукација. Едукација, така да. Да, меѓутоа генерално спомна претходно во разговорот дека можеби тој прв чекор во однос на повозрастните генерации барем има некој значителен напредок во представувањето или согледувањето на она што ја на нивното мислење, да. Во однос на барем маслото од канабис како лек, односно употребата во медицинските цели. Апсолутно, да. Ја има променето целата слика, меѓутоа ако сакаме да ја либерализираме употребата на канабисот, тогаш треба да имаме многу поголема отвореност. Затоа што не е само легализација во медицински цели. Тука доаѓа рекреативна употреба, тука доаѓа употреба на конопот во индустријски цели. Значи, не би сакала да се врзат луѓето само за една употреба на канабисот, а секоја останата да ја сметат дека е погрешна, противзаконска, дека ќе носи несакани ефекти и слично. Ама тоа е интересен феномен кога се разговара, повторно ќе кажам, со таа постара генерација која што израснала во еден друг систем, не е толку доволно либерална. Не можете да ги обвините кога од 30-тите години на минатиот век до малтени би рекла до последниве неколку години кога што има експанзија на употребата на канабисот и светски тренд на декриминализација и либерализација во државите. Не може да ги обвините луѓето кои се израснати со идејата дека канабисот ствара шизофренија, дека е друга која ствара тешки психички проблеми, дека е отскочна даска за потешки други, така да меѓутоа треба време. Не можете 80 години сатанизација на растение да го смените за неколку години. Воопшто не ми беше намерата некого да Не, апсолутно, само чисто сакам да посочам дека апсолутно не се они виновни за тоа размислување. Парадоксално е само кога фармацевската индустрија ќе го спакува тоа растение, ќе го стави во едно шише и ќе напише дека не се посакувани од сега веќе продуктите кои ги имаме, не е со тој ефект што тогаш е веќе дозволено. Кога некој ќе рече дека е државата пред се дека тоа е дозволено, тука веќе се менува и перцепцијата кај. Ето зошто сметаме дека треба да биде легализирано. Значи кога ќе биде под контрола на државата и кога ќе биде со тој квалитет што треба да биде, не само за рекреативна употреба, повторно ќе насочам, за било каква употреба треба да се има квалитетен производ. Контрола од државата е потребна, бидејќи кога збориме за либерализација, не збориме дека некој било каде во било кое време и на улици или не знам каде може да, значи апсолутно не, значи не се залагаме за тоа. Се залагаме за нешто што би имале сите бенефит. И ние како граѓани, и индустријата кај нас, и државата пред се. Така. А импонира што се повеќе јавни личности зборуваат за придобивките за... Мислам дека треба на таков начин малку да направиме притисок со тоа што не само бизнис интересите би се гледале, апсолутно поддржуваме како здружение, дека неколку пати го имаме изјавено тоа. Меѓутоа треба двете страни да бидат задоволни. Така. Значи вагата треба да биде на рамниште. Да, полека но сигурно стигнавме до крајот на овој разговор. Елена, ти благодариме за одвоеното навистина време. Јавивме веќе што се генерално ќе биде поразличен. Што заборавивме да кажеме е символичното почнување на Конопфест во 16:20 часот. Така. Лани имаше по проценка на МВР од 8 до 10.000 посетители, имаше одлична забава, нашите впечатоци беа на највисоко ниво, мислам толку бевме со позитивна енергија што мислам дека не држеше на цела недела впечатоци собиравме. Така да многу е битно да се спомне дека 4:20 символично почнува фестивалот, тоа се паѓа во сабота оваа година, значи имаме викенд фестивал. Да, и веројатно плюс
граѓани кои што ќе имаат уште добро време. Да, така. Да. Да, како што кажавме, благодариме, слушнавте почитувани за предстојниот фестивал Конофест, се она што е за него како идеја и овие луѓе, нивните ставови и залагања. Јас и Чаловски тука петочно секако ќе ви се заблагодариме за вниманието. Со нас, знаете, стандардно ќе се видите од понеделник. А сега за кратко стартува, веќе ви е добро познато, забавниот дел на 1ТВ, почнува возење со Вучич, потоа ги имаме нашите ексклузивци Стефан и Нина, секако верувам со богати содржини кои што ќе ве заинтригираат како и секогаш уникатни. И потоа веќе со заокружување на забавниот дел следува Сергеј Варушлија и неговите модни критики и совети. Најавивме и претходно, домаќин на вечерашното отворено Студио 1 е колешката Јадранка Костова. Очекувајте интересни соговорници и интересни теми. Ви посакуваме убав викенд, се гледаме пријатно.